Кога некој постојано исчезнува, разбирливо е кај многумина, па дури и кај тие со добар диоптер да се јави проблем со идентификацијата. Препознавањето оди тешко, ама не затоа што нешто длабоко се сменило во однесувањето. Туку има забележлива разлика во представителноста. Да, повелете, бара збор, не знам дали отправам се. Начално се извинувам, нова фризура, не сте се виделе. Реков, помислев со некој од правен сектор се извинувам. Па добро, и правен сектор не е лошо, знаеш што. Изгледот знае да измами, но за разлика од тие што не можат да бидат препознаени. Има доволно познати лица на кои веројатно со годините им се јавува криза на идентитет, па бурно реагираат на забелешката дека се соочуваат со тешкотија, ама не со изгледот, туку со релевантноста. Значи јас сум никој ништо, не давам збор и крај. Не давам збор. Не давам збор. А шо ќе сега, шо? А не давам. Он нема рачун на мен за ништо, така ли? Кој сум бил јас? Кој сум бил јас на мен да каже? Председател на СОЕТ, кој сум бил јас? Кој сум бил јас? Кој сум јас? Има такви кои знаат кои се и што сакаат, па ги користат сите можни вештини за да добијат назначење. И не само тоа, туку и пркосат само за да стасаат до тоа што ги интересира. Без оглед каква оценка ќе им биде пишана. Значи, јас поставам прашање, градоначалник. Во поставено прашање нема лажење или не лажење. Значи, можете да речете ви просто на мојата глупост. Порете продолжите, ќе Пак одговори. ми сега ми влегува како да продолжам. Добро. Значи, еве јас ќе ви кажам што да одговорите. Ви простувам за мојата глупост и јас сум глуп и неинформиран. Без оглед на причината за ваквиот изблик, евидентно е дека притисокот полека расте, а на многумина, кои за да бидат ниваму нитаму, како да им станува јасно дека просто-напросто излез од лавиринтот има, ама тешко се наоѓа. Баравме закон за РЕК како најпогодена општина од аерозагадувањето поради струјата што ја добива цела Македонија. Дури беа тие опозиција, браво Чулак. Се смена, сега вие браво, тој не чиниш Чулак, сега против си. Заклучок е тој, 30 години не заебавате едните и другите. Додека едните се менуваат за да дојдат другите, тие што се нудат како некаква алтернатива, паѓаат на преголема мудрост. Оти како поинаку да се разбере дилемата која си ја поставуваат околу се поголемиот број со граѓани кои земаат карта за воеден правец. Дали е помодарство или барање на подобри услови, тоа е знак на прашање и нешто што треба да се анализира или да се анкетира. И на крајот, наместо анкета и анализа, изгледа дека тие што бегаат од земјава го имаат сгрешено местото на живење. Ако постигнев во Кавадарци едно кафе да биде 110 денари во кафич, и ние се зборуваме дека се враќаме назад, не одиме напред. Не се знае дали 200 би било предпоставка за уште подобро, но кога е тргнато напред, враќање нема. Оти се друго би било сметано за злонамерно попречување на прогресот.